оценка нема. То кога му викаме, то кога. Тоа е. Панде, вие четворица браќа познати сте и со работата, со камионите во РЕК. Македонците ве знаат и од едната страна и од другата страна. Многу направивте. Особено, мислам, исто така сакам да му се заблагодариме на македонците кои ве изгласаа за градоначалник, оти беа и тие храбри, така? Така. Сега... Јас се гордеа за тие, да ви извините, јас се гордеа како Пандо Аслаков за тие луѓе, кои од што тоа тие да праја за мене. Ова што направија, после толку години, да изгледат човек што знаат сите за што се бориме и без страх, без никаков проблем. И дали се вика закони, дали се вика такви работи, и јас како Пандо ќе дава се што е од мене, се за овој народ. Што можеш да успееш како градоначалник да донесеш нешто на македонски во вака сега. Преку законите на да. Се бориме преку законот, барем еден саат да влези, да не го речеме ти грците ако слушат македонски, ќе речат што е ова. Да го речеме мајчин јазик. Добро. Да влезе да се учи мајчиниот јазик. Тоа ќе ни требат минимално 5-6 месеци, знаеш како работа Грција и така знаеш како се не можеме ние да одлучуват другите од периферија, да речеме тоа и така натаму. Не застануваме таму, ние ќе се бориме. Тоа е првото мислење. Добро. Да се учи македонски јазик во школото. Во кои места планирате тоа, Панде? Во сите, не, зборувам за државна школа. Да, за државно. Во сите школа да влезе како мајчин јазик. Добро, сега ве разбирам подобро. Добро, многу убави работи направивте. Уште еднаш сакам да ми потврдите, значи во вторникот, минатиот вторник имаше од 10 до 15.000 присутни во Авчарани. Тоа значи е символ на македонизмот. Тоа што и да биде, дали ќе биде Пандо Аслаков, дали ќе биде Пече Динчев или било кој градоначалник на Овчарани, тоа е символ, еден символ за сите македонци што се соберат на тој датум, на тоа место, за да изменат мислења, да изменат работи што секој еден, да речеме, идат од Австралија да карат луѓе. Специјално идат, кажат како се тамо проблемите, тука проблемите и така. Имаме еден народ, што събираме, рековме од 10 до 15.000 народ. Тој народ не иди само за оро, само за песна. Тој иди сака да се запознаеме колку сме ние, колку сте вие, колку шомаки имаме ние, шомаки имате вие, дали можеме ние да поможеме на нешто, дали вие, така натаму. Добро, тоа е на многу добра работа. Од оваа страна, од Австралија, Комитетот за човекови права, председател Ѓорѓи Влахов, направија уште една голема акција. Вие во август, како градоначалник на Овчарани, ќе бидете гостин, заедно со Мичо Јованов, со групата Беломорци и активистот за човекови права Димитри Панајоти. Да. Ние сме поканети, кога стигна оваа вест до кај мене, одма јас му кажав и прифаќам да дојда. Вистина слушам толку години за Австралија, за децата што се австралијанската македонски комитет за човекови права, со којќето не се јам запознато, сакам да се запознам од близу. Ова се што ни направија да дојдеме тамо. Носиме една група, што таа група и што игра торо члено и пана вино жито. Не можеме да донесеме многу луѓе, околу 10 луѓе ќе бидат од групата што ќе игра оро. Јас како градоначалник, Димитрата како човекови права од грчката страна што ни поможува на многу работи. Тие ќе бидеме со радост и мислиме со добро да стигнеме, да се видиме од близу. Голем поздрав од сега кажувам
за сите македонци што ќе биде таму, да се видиме одблизу, да се запознаеме, да разменеме мислење. Панде, овде ќе бидете пречекани многу добро, затоа што македонците со отворени срца ве очекуваат, а пак исто така македонците им се заблагодаруваат на Комитетот за човекови права, кои еве скоро секоја година носат активисти и преку Комитетот за човекови права се соработува со македонците во Беломорска Македонија. Ние ви благодариме. Да, повели? Јас да кажа, една голема благодарност за Комитетот за човекови права, ама и за сите македонци, што се дали се вика старство, дали се вика во овој дел што не слушат. Прв пат излегувам на радиото, може и да греше на македонски јазик, што не сум студиран, а на македонски студирам се на грчки, нека ми извинат, сакаме да се видиме, да се собереме, да знаеме кој сме и да не се странаме за родителите. Тоа голем поздрав му давам на сите што живат во Грција, да не се страмат за родителите. Панде, јас сакам да те поздравам лично и да ти кажам дека твојот мајчин јазик е исто како и мојот. Овчарани од моето село Оптичари, не е многу далеку. ние сите зборуваме исто како што зборуваш и ти. Така да овде кога ќе дојдиш, ќе не најдиш сите со истиот јазик, со мајчиниот јазик. На истото она што си го учел од дете мало и тука ќе продолжиме да зборуваме. За тоа сакам да кажам, а некои зборои и се да ги речеме не литературни што викат, и се обични, тие што ми префрли баба и пребаба. Има збори што ќе ме чуи некој ќе рече, абе сега овој човек што тој збор го употребува пред да рече 60-70 години. Има поблаги збори. Може да грешиме, ама не го правиме намерно. Не сме студирали на македонски. На грчки сум студиран, за жал не сум студиран на македонски. И се стравам за тоа, зашто и тога и родителите не можеа да ми поможат. Оди тогаш беше да спасат главата. И вие, нашите македонци, не си замина од овој дел, за да обезпечават. Од мака си замина и од мака, од таквата мака што поминавме тие години, нашите луѓе што се станат. И уште се уплашени. Панде, ние се гордееме со вас, кога вие можете тоа да го правите во Грција, каде што сте биле под големи тортури, забрани и така натаму, под големо мачење. Македонската заедница, македонскиот народ е спремен да ви помага во борбата за човекови права на македонскиот народ. Ние ништо повеќе не бараме, значи бараме само човекови права. Сите заедно. И ако некој не може да одоби сите заедно, многу умишле можем да донесеме тоа што треба да донесеме на човековите права. Едно ќе кажам. Една баша со едно цвеќе не е лична. Со многу цвеќиња може да биде полична. Грција треба да свати. Оти, има нации накрев. Не е една држава со една нација. Нека и признае нациите, народот знае што сака. Тоа му е големата грешка на Грција. Што не и признава никоја нација. Дали се вика македонска, дали се вика турска, дали се вика албанска, дали се вика грчка, не признава никоја. Сите се грци. Само тоа не може во светот да биде. Ама до кој ќе вали? Почитувани слушатели, тоа беше Панде Ашлаков, градоначалник на Овчарани. Овчаранци, односно групата на македонци, беломорците, доаѓаат овде во август. До слушање, Дицо Најдов.